Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Боските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени правеа и тога пропадна за мајкот. Во Охрид со години официјално не постои аероклуб, а влюбеници во воздухопловните спортови има. Тие скапите модели ги прават сами и учествуваат на надпревари и покажуваат што знаат и умеат. Во следните минути ќе ве подсетиме како во минатото функционирал Охридскиот аероклуб. Охридскиот аероклуб постоел краток период, од 1955 година до 1960. Во тоа време се обучиле голем број падобранци, млади луѓе кои го сакале летањето. За тоа време, во периодот по завршување на Втората светска војна, се работело со голем ентузијазам и искреност, а атмосферата од подготовките и скоковите ни раскажува еден од тројцата основачи на аероклубот Охрид, во тоа време Димитрија Митрески. Скоро по 6 децении од гасењето на клубот, Митрески со нескриени симпатии зборува и ги споделува моментите кои не се за заборавање од функционирањето на аероклубот Охрид. Денес со своите 81 година Димитрија се навраќа на своите почетоци во падобранството и воздухопловните спортови. Раскажува дека љубовта кон летањето ја има од своето детство. За време на војната на 10 години Митрески во родното село Лешани за прв пат видел авион. Кога почна војната, овие енглези не летува високо вагање. Иначе од блиску нема не приликат. Кој до Скопје од тогаш видов и натра влезеши, сум влезеја сега и во Идрилица. За летање, тоа е желба. Желба постоеше кај мене уште од детинство. И тоа нема можност, тоа знаеш како ти е, да за све треба можност за да дојдеш до летање, да. И скакање се разбира од авион. Рано во детството останал сираче, а подоцна неговите блиски не ни знаеле дека во Скопје, каде што заминал на училиште, лета и скока со падобран. Мајка ми е умрена на 25 години, сираче сум бил. Ја не дека сум имал 2 години и брат ми тогаш се родил. Малку бедно поминаме ние со тој живот. Меѓутоа, ето, се најдовне, јас по школи. А не туку така идов, тога во тоа време се школуване без пари. Јадење, пиење, спиење. Тоа сега го нема нигде тоа. Без пари вама кај се одевне во авион се крачви во военни во други, па одиш на аеродром, те возат до на аеродром, па таму беше најглавен Аки Ибраимовски, инструктор по падобранство, а и пилот. Славко и уште еден имаше пилот, толку беа тројца пилоти, немаше уште многу, тоа што знам јас, а се обучаваа луѓе, имаше школа за моторни пилоти таму. Дури бевме ние понудени за да наставиме во пилотски школи, меѓутоа заминуваме за војска, после си додовене во своите градови и формиравме клубови вамо кај што живееме. Во 1950 година Димитрија како ученик во градешното училиште се зачленува во тамошниот аероклуб каде што поминал 3 години. Таму се подготвува за падобранец. За техника скокање, однак скокавне на сегашниот аеродром, усвари на поранешниот аеродром, сега веќе таму е
стамбени згради се, на стариот. Иначе, за сиве овие од 50-та есента, додека завршивме школа, ние тамо се обучаваме. Дури не припремаја за наставници по не само нас, од сиве градови кај што постоја аероклубови, ги бараја да се усавршиме, да можеме да предаваме настава во своите градови, да. Ние тамо скакавме, тамо се обучаваме светодек. Дури тамо имаме случај скакаване поединачно од авион по два, то се руски авиони, двокрилци, а и некогаш имаме доста членови. Не може да дојде на ред и групно скакавне. Тамо имаше теретни авиони, по 20 души натрна, пикај се, сите падобрани имаме, обучени како падобранец и на одредена висина се ова скакавне од авионов. Прво лекарски преглед обавезно. Без лекарски преглед не можеш ни да се членуваш, ни член да станеш. Да. После тоа треба да посетуваш обука. После обуката да мало погледнеш како скакаат другарите, па после ќе почнеш со скакање. Првото скакање е со принудни скокови, така наречени јаже имат, после слободно си скакаме. А сам си ги отвараме. Дури имаме скокови со задршка. Ако слушате со задршка, значи одредена е 1 минута, 2 минути или 5 минути. Иначе скакањево е, брзинава на скакањево е од 5 до 7 секунди на 1 метар. Значи 1 метар кој ќе патуваш, 5 до 7 секунди, зависи од времето, густината на воздухот, во толку фаќат простор временски за 1 метар скакање. И плюс мораш да имаш кецелја, мораш да имаш нараквици, па тоа не ги дава, тие не беше проблем за Воздухопловен на Македонија, тоа се толку се интересиран, сите беа ангажирани. Во 1955 година по враќањето во Охрид, Димитрија заедно со Иван Блажевски и Дине Динески го формираат аероклубот Охрид. Обуките се изведувале на лединката каде што денес е аеродромот, а опремата се чувала во еден напуштен објект. Се сеќава на тие времиња Митрески. Во тоа време Воздухопловен сојуз на Македонија имаше некоја волја, некоја желба да воспостави таму кај што има можност аероклубови и да ги обучи тие луѓе кои се наоѓаја во Скопје. Скопје беше школувањето од сите, да. И тоа го правиме ние. Јас се сеќавам во тоа време беа од Куманово, Штип, Охрид, Битола и Скопје, те 5-6 аероклубови. И сите дојдовме си се оспособени да видиме наставници. 55-та. Се sastanavne и се договоривме да биде тој председател на клубов, Иван Блажевски. Тој беше жив човек, многу продорен. А пак ние ко наставници, членови, наставници по подбранство, ние двајца. Сега да не одиме, зашто ќе одиме редом, овдека ние изфрливме, обучивме околу 50 души падобранци во Охрид. Аероклубот покажал дека младите охриѓани биле желни за откривање на нови видици во животот и стекнување на вештини. Нагло почна членување, интересирање, после во тоа време правиме разни макети, па балони, па нешто така со канапи, влечевни, дечиња се збираја, ракетни мотори, така од цевка правиме, малку гориво,
го држи додека го запалиш, после пушти и го докај. До Рима двори, внатре ќе оди ќе си пани, така да. Авиончиња правимни, да. Авиончиња ги правимни, мислам, идрилици и авиони од картони. Картони све исцртано, само што ножиците и лепакот е. Ќе го направиш како да е, како зив авион, да веќе, така да. Гордост и престиж беше да станеш падобранец во тие повојни години, раскажува Димитрија. Многу е битно да си малку херој, така наречен, да нема страв. Тоа е, иначе скакањево е малку плашливо, ама само што излезеш долу, пак ти се качи горе, пак да скакаш. Кај тие авиони што испомна овој по двокрилен, то се руски авиони беа од ратот, што знам како останале. Многу едноставно, таму е пилотот и овој падбранец што се скакат. Заземам некој, ќе заземне на крило, на долното крило, двокрилне, надолу имаше мал папучи вака по ребрасто нешто, ќе позастанеш да заземиш агал од 45 степени, значи меѓу трупов и ова, и скакаш. Верувајте, нема таму, забораваш и куќа, и кошара, и мајка, и татко, води сметка како ќе се приземиш, како ќе излезеш од авион. Нема таму планови да мислиш или некои си други сваќања. Таму мора да бидеш при себе, слушај. Не туку така лекарски прегледи постојат. За показните скокови, за вежбиве е со јаже. Макар да и си вежбат и падобранецот го отварат падобрано, меѓутоа ова ради секоја сигурност со јажето беше прикачено за авионов. И јаже остане горе, ти си наставуваш. И на секој падобран имаше едно мало падобранче, кое што тоа се кини одма од кој ќе се отвори тоа и се отварат главниот падобран. И резервен се разбира. Главниот е од посади, резервниот е од спреди. Да. Не дај Боже себе ако нешто откаже, тој е резервниот. По 2 години од постоењето на клубот во 1957 година во Охрид се одржува и републички надпревар, се присетува Митревски. Подготовките биле на плажата Грашница. Го заказан терминот од 15 јули до 30 јули припреми вршени. Овде бе сместени во овие бараки овде кај што ги гледаме. Во тоа време многу живо беше, пријатно беше за нас. А денски, секој ден бевне на аеродром. Таму беше ливада, тогаш не беше секој сега асфалтиран. И таму се вежбавне, да речиме, имаме школски падобрани, така наименовани 501. Ги пакувавме, ги распакувавме, па и затегнуваме како што овде имаме на слика некои работи, за да се види како изгледат ова еден падобран, да. И за време на припремите овдека, нажалост, ни погина една падобранка од Штип, Стојна Ставрева. Меѓутоа нема, реков некако што е во армијата, во партизанството, погина. Со жалие, испративне со поговорка од Охрид се пратња, испративне за Штип и ние си наставивме. Само таа не успеа да се такмичи. Значи, тоа беше за време на припремени. Имамне авион на аеродром, на располагање, имамне опрема што треба, тоа не е чевли, кецели,
раквици, све што требаше, полски столови, тамо, све тоа. Нажалост, сега, така што се работат и нешто се дешава, така да. И почна такмичењето на 1 август 1957 година. Дури ако некој можда се слушнале, не само што скукавне на суво, него одна до пристаништето скокавни на вода. Поискусните падабранци од Скопје имаше, од Битола, така да, и пак не можеш секого да опуштиш да скакат, без да го провериш и така. Значи, тоа траеше не нека 5-6 дена, такмичењето, а такмичењето беше на цел. Што поблиско до целта. Имаме таму црвени полски столови, во крст го клавоне вака, и сега од озгора, што поблиско да можеш да станеш. Градските аероклубови работеле под закрила на Воздухопловниот сојуз на Македонија, имале поддршка од институциите и биле расадник за млади пилоти. У почетокот на 57 година интересување имаше од гимназијава да се формират, да организираме курсеви. И ние 2 курса организиравме по месец дена. Меѓу тие курсеви, 2 што ги организиравме, ја и тој предавне, ја и Дине, меѓу од тие еден најквалитетен човек испадна, кој што со препорака наша го дадоне во Скопје и се ојде на моторен пилот. Тоа ако се слушале Ахил Банџов. Нажалост, од кога стана пилот во Загреб исфрлаше падабранци и ги исфрлат еден свој другар. И сега ги исфрлат и сега кружите околу него ко другар, ко шала, вамо тамо. Малку го закачвит на падабранот со едното крило од авионов. Рекол, што направи? Си го тепа својот другар. И шо завзема агало 45 степени и се забива во земји. И така погина тој. Митрески се сеќава за активностите на аероклубовите на работничката акција при изградбата на Мавровското езеро во далечната 1952 година. Во Маврово, обично се увоне ние во аероклубот во Скопје, кај се наоѓаме и кај одиме. Организираја во Маврово да направиме курс. И таму со моја помош и ова што е спомнал женска од Битола, и Јаки Ибремовски, авионот тука, не беше вода, она беше ливади, знаеш. И тука оспособени 8 женски и 7 машки. Да ви кажа искрено, тогаш знаеш како беше, то народ тамо, од сите структури имаше, и овие се градеше брана на Мавровата. Сега се договоривме со Аки Ибраимовски, рече, Димче ми вели мене, ќе мораш вика ти да покажеш показен скок, нека гледат овие што и обучивне. И пак, како ќе излечи од авион тоа. И прв скок на 300 метра, скок на вјас. И секако сите гледаја, не само тие, гледаат се цел народ, што е тамо што беше. Тоа беше на 2 август. 52 година. И ко слегува долу, како некое свето лице. Секој сакаше да ме пипни, секој сакаше да се подара.
Митрески на тие времења се сеќава со задоволство кога се случувале разни ситуации. Споделува и една негова случка при слетувањето со падобран. Скакавне, малку ветарче имаше, ама се решивне да скакаме. А пак имаше на аеродром, сега стариот се разбира, десантска единица, имаше бараки во должина, а пак пред баракиве имаше колона од багреми. Мене ми се деси да паднав на багрем. Јас низ гранките се продрев надолу, мердио, па добрано остана горе, го опаши ова цели овај. Ни страв, ни ништо воопште, едноставно да ти слего, јас се откопчав, тука се закопчува на еден буд, на други, во градијеве и така. И слегов долу, одам на рапорт, му елам, изврши прв скок, меѓутоа, не прв, не на кој беше сега, да не, ама имав проблем. Само ме чупна по рамена, да не се плашиш, рече. Имаме подобране резерва, ако сакаш и така. Пријатно беше, шо знам да кажете, но. Во падобранството се брои секој скок, раскажува Митрески. Немам таа книжка, ти веламе, се тоа е околу преку 40 скока. А имаме една од Битола, Вера Ицева, или не знам точно како се викаше, дури ко направи 17 години се јави да скакат. Имаш таа преку 500 скока. А пак овој Аки Ибраимовски, во времето кога не учеше, ја рече имам 500 скока, рече, и појќе не броја. Просториите на клубот биле на различни локации, од лединката на сегашниот аеродром, па се до зградата на поранешното музичко училиште. Последно ни беше во ова. Иначе по школиве одевне, по местни заедници, кај ќе најдевне простории. А најмногу не беше аеродрому. Таму имаше една куќичка, како железничка станица. Не знам од кај испаната. Тука се сместувавме, тука и чувавме овие падобраниве, сето демек пилотиве и заклучи си паркира, еден имам, мислам, авион, немам некој колку, али еден и вршеше работа. Димитрија раскажува и за патувањата по селата и прожектирањето на филмови за воздухопловството. По прожектирање филмови по школиве одевне, по села одевне, па некојаш дури со конјска кола сме оделе од село до друго село. Ипак платно, тешко е она се носидне малку апаратури и така. И тука најмногу ни помогна тоа членство го придобивне. После одржавне, од време на време, собранија, се дружевне и така. Тоа многу пријатно беше. Тоа не може да се опиши колку беше тоа во тоа време пријатно да бидеш падобранец. Со одземањето на просториите во зградата на музичкото училиште за потребите на бирото за книговодители во 1960 година згаснува со работа аероклубот. Димитрија да не жали за тие времења и за тоа што градот нема активен аероклуб и посакува што поскоро да профункционира аероклуб во Охрид. Има еден калептажен ода. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот не можеме да заборавиме.
Кога се разтуриваше вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Коските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени беа и тога пропадна за мајкот нас. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.